Благодарам. Со оглед на активностите кои што ги имаме денеска во собранието, ќе се обидам да бидам можно краток. Ќе започнам со следно. И најлошиот закон, доколку се пременува, е добар закон. Ама овој закон што сега го укинуваме, односно го пролонгираме, толку лош, да мислам дека нема да дојде време да дојде до негова примена. Неколку работи сакам да напоменам во поглед на претходно изнесеното од колегата, дека е нужно и дека е потребна една расправа. Јас се согласувам за тоа и во таа насока, значи можете конструктивно сакам да дискутирам. Ќе се задржа на следново. Прво, традицијата на македонските потрошувачи е таква да секогаш своите потреби ги подмируваат преку пазарање на земјоделски производи на зелените пазари. Со текот на годините, една од главните конкуренции на зелените пазари се марите маркети, односно големите системи, супермаркети и така натаму, каде што може и таму да се подмируваат потребите, меѓутоа традицијата останува и можам слободно да кажам, а тоа треба да се прифати, дека 90% од вкупниот промет на зелените пазари, ама 90% од вкупниот број на површината, односно на тезгите, е покриена, односно е преку продажбата на земјоделски производи. И ова не треба да се извади, да се изгуби од предвид, затоа што мислам дека во законот се загубени и недостасуваат, а за тоа треба да се расправа, и јас сесредно ќе се заложам за тоа, елементите кои што се однесуваат на процесот на производство на земјоделски производи и производство на прехранбени производи. Вие знаете дека пред известно време се воведоа обврски за примена на ХАСАП стандарди во делот на продажбата на млечните производи на зелените пазари, но тоа треба да се однесува и на останатите земјоделски и на прехранбените производи, заради тоа што системот на производство на храна и продажбата на храна, односно на земјоделски производи, се однесува без оглед било каде се извршува, мора да биде подложена на контрола. Прво, на контрола на квалитет на земјоделските производи, не само тоа да биде преку цената, туку тоа треба да биде и преку верификувана преку надлежна институција која што ја врши таа контрола, со која што ќе се гарантира безбедност на прехранбените, односно на земјоделските производи. Иако законот е веројатно најстариот предлог закон, мислам дека е 2007 или 2008 година подготвен, но еве минатата година доживеа да биде предложен и тоа од пратениција на институцијата. Спорно е за мене недостатокот, односно изоставувањето на мислењето и невклучувањето на Министерството за земјоделство со сите институции, пред се Агенцијата за храна, односно Државниот инспекторат за земјоделство, кои што и како се во ситуација да дадат своје мислење, затоа што пак ќе напоменам, зборуваме за систем на производство на земјоделски производи на храна, за квалитет на храната и за безбедноста на земјоделските и прехранбените производи. Ова што сега се зборува за техничките услови на зелените пазари, тоа е така, тоа е полошо и од тоа што беше претходно кажано, и за тоа треба да се реагира. Меѓутоа, тоа треба да биде паралелно со воспоставувањето на системот од страна на институциите. Мислам дека пресудниот збор, доколку и по-храбро размислуваме, треба да го има Министерството за земјоделство. На владата останува колку ќе биде широка да ги прифати нашите сугестии. Мислам дека ќе постои таква ширина, односно разбирање за тоа што ќе се предложи, дури треба и по-храбри чекори да се покренат. Ја, кога ќе биде таа јавна расправа, ќе ги изнесам тие, меѓутоа ќе треба да се размислува за многу покрупни промени, кои што ќе придонесат во обезбедувањето на, повторно ќе напоменам, контролата на системот на производство на земјоделски производи и храна и организирањето на продажбата на таа храна, односно на тие прехранбени производи. 90% се. Доколку во Македонија годишно
се производуваат земјоделски производи од прилика 800 до милиарда евра. Околу 50% од тие земјоделски производи се продаваат на зелените пазари или преку маркетите на пазарот во Македонија. Тоа се 500 милиони евра. Како што е вака поставено, исклучени се откупно-дистрибутивните центри, како една многу битна полуга во контролата на земјоделските производи. Меѓутоа имаме дивење на накупци-прекупци, кои што всушност ја намалуваат до најниска граница откупната цена на земјоделските производи, остваруваат огромна разлика во цена и на оние луѓе кои што се занимаваат, тоа се поголем број луѓе на зелените пазари, оставаат безвредни пари кои што треба да им служат да ги покријат трошоците, сега згоре на сето тоа изголемени, и да остварат некој си приход за живот, а при тоа да ги платат сите обврски, како сите останати граѓани кон државата, и придонеси, и даници, и осигурување, и слично. Нема од каде, доколку не се воведе ред во функционирањето на откупот, дистрибуцијата, продажбата и местото на кое што ќе се продаваат земјоделските производи. 90% се, 10% се технички, текстил, така натаму, и тие се битни, но јас сега зборувам пред се земјоделските производи. Сакам ова најдобро намерно да се свади како една, значи, моја дискусија која што подетелно ќе елаборирам кога ќе дојдат јавните расправи, и тогаш, еве, јас сум член на Комисијата за економска политика, но во исто време и председател на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, и искрено би сакал и Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство да биде вклучена во јавната дебата која што ќе се отвори околу разработувањето, усовршувањето, било како, или изготвувањето нов закон. Зашто? Не можеме. Можеме да направиме многу добар закон, сите да бидат вклучени, мислам, членовите во двете комисии, секако останатите пратеници кои е заинтересиран. Ја жалам што, значи, тезгаджиите, пазарчиите се ставени во ваква ситуација да се чувствуваат понижено, да речам, од законот кој што им беше предложен, меѓутоа во исто време добро е што се повлекува законот, че имаме доволно време да дискутираме, да најдеме соодветно решение, од кое што пред се би требало да бидат задоволни и тие кои што се занимаваат со продажба на земјоделските производи на зелените пазари, но во исто време да бидат тоа и земјоделците, заради тоа што добар дел од тие продавачи на зелените пазари се непосредни или индивидуални земјоделски производители. Постои база на податоци во Министерството за земјоделство, кој што може да се вкрсти со овие комори, ве дозволите, со регистарот кој што се наоѓа во институцијата, односно Министерството за економија, и на тој начин да им се даде нив приоритет и на сите останати да можат да се занимаваат со оваа дејност. Мислам дека во таа насока треба да се однесува дискусијата, со оглед на тоа што ние како пратеничка група на Коалицијата за подобра Македонија минатиот ден предложивме законско решение со кој што се укинува овој закон и бевме одбиени, за жал. Јас и во оваа прилика ќе напоменам дека пратениците од пратеничката група на Коалицијата за подобра Македонија ќе гласат против ова законско решение, иако идејата, целта за отварање на дебата, за дискусија, за поправање и за изготвување на едно законско решение не ценам за крајно позитивна. И уште еднаш ќе напоменам дека активно ќе се вклучам во изготвувањето на тој закон. Благодарам.